Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 54-то издание, односно специализирана радиоемисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една ТВ серија која што одекна на сите страни светот, серија која влезе во културолошкото милје на денешницата, односно зајдгајстот на постоењето со рапидно темпо од незиното иницијално појавување, затоа што ја пресликува пред се борбата за таа макијавеловска за тој макијавеловски судар пред се за доаѓање до милионската сума на пари по секоја цена на составена од трудот од својот или од туѓиот живот. Надпреварувачи во долгови до гуша се доволно очени за да влезат во ова серија на игри во кои ќе треба да ја победат пред се нивната конкуренција за да преживеат и да дојдат до парите кои се утепувачка буквално во оваа серија. Серијата која рефлектира пред се трката на глувци во капиталистичката денешница, кај што дозволени се секакви превртливи подвизи само за да се дојде до врвот на хиерархијата, иако светот многу јасно е поделен со јас помеѓу богатите и сиромашните, а полицијата ја нема никаде да реагира кога треба. Може да заклучите дека денес ќе ви говорам за културолошкиот феномен наречен Squid Game, кој може да го најдете на Netflix, кој одекна на сите страни широм светот. Така што на почетокот на емисијата имавме можност да слушнеме 3 композиции од Sunkraft, односно тоа е бенд кој што ни доаѓа од Осло, од Норвешка, од 2017-та. Се оформени овој нивниот прв долгосвиречки албум, претходно имаат синглки и едно EP. Нивниот албум гласи Flat Earth Rider, како што гласеше и нивната прва композиција, а потоа ја слушнавме и Space Buddha и Lingo Hive Mind, така што може да забележите дека си поигруваат со секако вид на концепти замисла овие музичари кои и тоа како умеат да ги владеат пред се стонер рок и стонер метал елементите до перфекција со оглед на тоа што овој албум го снимија и го издава пред се на винилна плоча, поделен на и без страна, и ние имавме можност да ја преслушаме првата страна од овој албум, кај што може да заклучите дека моќните рифови и тоа како се впечатливи за допирање до суштината на сето тоа што се нарекува стонер рок. А во продолжение, веќе традиционално, слушаме по една композиција од Rage Against the Machine, заради тоа што сте безобразни, тешко ви е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет ги преслушуваме Rage Against the Machine уште еднаш, во целост, со надеж дека по нивното преслушување ќе заврши кошмарот во кој што живееме. Преслушуваме првиот албум, односно исто имениот нивен албум, како и називот на бендот, ја слушаме денес Settle for Nothing и потоа ќе слушнеме најава за серијата. А доколку сакате да дознаете за какви игри вреди да се умре, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за угаднување на енимите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 54-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радиоемисија посветена на актуелни ТВ серии, и денес ќе ви говорам за Squid Game, односно слободен превод игра на лигњи, и која што представува јужнокорејска survival horror серија, која е продуцирана за Netflix. Режисер и сценарист на севкупната серија е Хванг Донг Хјук, кој 10 години го шетал со себе овој концепт, но никој не сакал да му го откупи за реализирање, нешто слично како и Майк Фланеган со неговиот Midnight Mass, сведувајќи го дури во ситуација нели да морал да го продаде лаптопот за да може да преживее, така што има допрено до очајните мигови на борбата за екзистенција, што верувам дека било доволно бензин за да потури за креативните сокови да може да протечат и да се создаде оваа рефлексија за една
Кореја за која што самите жители на државата не сакаат да зборуваат. Односно, филмовите на Хванг Донг Хјук постојано ги дистрибуираат CJ Entertainment и можам да констатирам дека Silence од 2011-та според мене му е еден од најквалитетните, се разбира од тоа што го имам гледано од неговата филмографија, иако си има во рамките на својата земја направено своевидно влијание со последниот негов филм The Fortress, кој признавам дека со периодичната приказна и не ме привлече да го гледам. Покрај него, покрај нив ги има и My Father и Miss Granny. Netflix успеа да го сведат светот на едно големо глобално село и да се закотват со продуцирање пред се на серии и филмови во држави со милионска претплата, знаејќи дека гледаноста ќе биде уште поголема доколку им понудат нели остварувања на нивен говор, односно нивно говорно подрачје, што се покажа дека е точно, со оглед на тоа што од 111 милиони домаќинства ја имаат пробано оваа серија. Само по незиното иницијално прикажување станувајќи едно од најгледаните на сите времења на Netflix, така што тоа доволно говори за интересот кој што го побуди оваа серија која е новиот Stranger Things, ајде така да ја наречеме, односно самата фама која што се развива околу неа ги надминува дури и димензиите кои што ги имаше и Stranger Things, меѓутоа да не се продлабочувам во сето тоа што Netflix може да ви го понуди, заради тоа што минатата емисија конкретно беше посветена на уште една серија која се појави буквално една недела пред Squid Game, која благодарение на брзиот пораст на интересот на Squid Game комплетно се заборави, односно Midnight Mass, без разлика на тоа што има поквалитетно напишани ликови од неа. Сепак Squid Game стана глобален феномен, допирајќи до лудилото на гледаност кој што го имаше и Game of Thrones, но за разлика од шупливата серија за која нели моравте да ја гледате недела за недела за да си имате што си правите муавет со колегите на работа, Netflix ја сервираше оваа серија во целост, што секако дека е мојот фаворизиран пред се начин на гледање, па си допуштам да ја избинџам во 2 до 3 денови во зависност колку јас имам слободно време на располагање, што значи дека серијата содржи 9 епизоди од по 50 минути, што севкупно ви се потребни 7,5 часа за да ја изгледате во целост. Моја препорака е да се преполови и тоа е многу здрава доза, меѓутоа ако сте љубопитна личност, верувам дека тоа нема да ви биде воопшто доволно за да издржите до наредната епизода. Објавена беше на 17 септември, како што веќе напоменав, една недела по Midnight Mass. Серијата која што сите неправедно ја заборавија дека постои, без разлика на тоа што и двете допираат до хорор жанрот, меѓутоа во сосема различни стадиуми, со оглед на тоа што хорор жанрот е толку богат што има мал милион на поджанрови и е еден од тие жанрови кои што ќе останат да екзистираат и да се хибридизираат и да еволуираат без разлика на тоа дали ние ќе постоиме или не. Насловите на епизодите гласат Red Light, Green Light, Hell, The Man with the Umbrella, Stick to the Team, A Fair World, Gunbu, VIPs, Frontman и One Lucky Day. Во серијата селектирани се 465 играчи од ширум Кореја, кои има долгови до гуша, за да учествуваат во серија на надпреварувачки детски игри, во кои што казните може да ги чинат нивните животи пред се борбата за наградата од 45,5 милиарди корејски вона. Режисерот добро е запознаен со постоечкиот финансиски јаз кој се провлекува во Кореја, кај што се двојат екстремно богатите од екстремно сиромашните, нели, тенденција која што е веќе долгогодишен постамент од филмовите на Ким Ки-дук, на Бонг Јун-хо и на Парк Чан-вук, кои што пред се ја демонстрирале таа поделба во минатото, во ова поделено корејско општество, дури за контекст на како власта и како и всушност извршната власт како се справува со одредена проблематика, треба само да го гледате Оскаровецот кој што документарниот филм за несреќата на бродот и справувањето од страна на корејските власти со него, ќе ви стане јасно всушност која е таа
која е методологијата која што ја применуваат за справување со несреќите, така што една интересна поделена слика добиваме за корејското општество, а Хванг ја реализира низ призмата на Battle Royale концептот, односно на концептот на меѓусебно истребување низ каноните на игрите. Со оглед на тоа што станува збор за детски игри, регрутираните учесници кои ќе се приклучат на игрите се заложници во колоритни простории, обиколени од вооружени чувари во црвена облека и маски со геометриски фигури на нивните глави, кои го символизираат пред се рангирањето помеѓу нив, значи една своевидна хиерархија е екзистентна. Предводник на игрите е маскираниот фронтмен, кој што ги надгледува тековите на екраните и поставените камери во самите простории. Со игрите се запознаваме преку инволвирањето на шоферот Сеон Ги Хун како надпреварувач, а помеѓу чуварите се инфилтрира и еден одмазник, односно полицаец, за да ја дознае вистината за еден претходен играч, односно за неговиот брат. Инфицирани се во иницираните, се во боите на облеката има една дистинкција, со тоа што учесниците се со зелени тренерки, а чуварите со магента, технички, розева облека и наметки, а црна маска има фронтмен, со оглед на тоа што имаме дури и VIP гости, односно богаташи од ширум државата. Тие имаат маски со најразличен дизајн и боја и облик пред се. Серијата иницијално беше планирана да се реализира во септември 2019 година, нели подработен настав Round 6, но се преименува во Squid Game благодарение на истоимената игра која што била популарна помеѓу младите во Кореја од 70-тите до 80-тите години. Хванг се има помачено да ги напише епизодите со оглед на тоа што не работи сам, се разбира со интервенции на неговите пријатели, што е убаво пред се за поседување на контролата врз ликовите, но одзема голем временски простор од неговиот живот и дополнителна фрустрација, како што и самиот во неколку интервјуа ќе има напоменато конкретно со нарушувањето на неговото здравје, односно губењето на зъбите. Акцентот исто така е ставен и на ненавременото реагирање на полицијата, кое го осудува пред се оваа серија, и иако влече инспирација од мангата за Battle Royale, за Liar Game и за Kaiju, односно за Gambling Apocalypse, Хванг создава една појаснета и разбирлива концепција, која исто како и филмот од Шпанија платформа, кој се наоѓа исто така на Netflix, дава еден приказ на капитализмот, односно заедливата и превртлива конкуренција во која нели се јадеме еден со друг за да дојдеме до парите, нели, по секоја цена. На истиот тој начин и Squid Game го реализира овој потфат. Имено оваа игра била најагресивна која што е играл во детството Хванг, па затоа и вметнува серијата и серијата гласи според неја, а и соодветно пред се ја представува денешницата низ оваа призма. Секако Red Light, Green Light е функционална за елиминирање на многу ликови, с неја играле во некаква си македонска верзија оваа игра, а покрај нив Хванг имал превид уште неколку корејски игри да ги вклучи, каква што е Gongji, Dong Daimon и Why Did You Come to My House. Ова се неколку од игрите кои што му биле предвид за да ги инкорпорира на еден или друг начин. Серијата ја продуцираше Netflix за $21 милион. Интересен феномен стана масовната гледаност, дури и во нашата држава, ама сите сме жртви на лимитираното движење во надворешницата, па мислам дека серијата го погоди и моментот кога нема конкуренција, ниту пак слични серии на располагање, да најде начин да резонира со публиката, а во уметноста погодувањето на точниот миг е дури и попресудно и позначајно од квалитетот кој што има самата творба. Серијата има гледаност и се зборува за неа колку исто колку и за Game of Thrones, така што
тргање сеир во собствените домови има во изобилие, со оглед на тоа што има бројни мемиња кои произлегува од оваа игра и буквално стана новиот Stranger Things, баш поради тоа што стриминг сервисот ја даде да биде на располагање широм светот во исто време, но има некои универзални карактеристики со кои може да се препознаеме сите трагачи по трошките на трудот во модерното општество во таа трка на глувци, па мислам дека тој фактор, плюс впечатливиот колорит и поврзувањето со архетипите од ликови, оформија препознатлив и разбирлив филмски сленг кој со кој што се поистоветуваат гледачите на секаде. Јас придов како долгогодишен љубител на хорор жанрот и од ден денес сметам дека Battle Royale е еден од најрадикалните и најквалитетни азијски филмови и секогаш ми се допаѓал тој концепт, па кога ќе се стави во идеален контекст, се даде една силна социокритика, може да пренесе многу значајни пораки за тоа што сме, какви сме и пред се какви општества градиме. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение ќе ги слушаме Earth Omen. Станува збор за бенд кој што доаѓа од Мелбурн од Австралија. Ако не се лажам, предходно има издадено EP изданија и Black Cloud демо верзии, меѓутоа оваа година го издадоа Footprints in the Snow, едно одлично издание кое што брои 5 композиции, од кои ќе имаме можност да слушнеме Let Me Go, Abyss и Warmdo, заради тоа што се најкратките искрено, и јако во најдолгите композиции на ова опасно трио може да се слушне нивното поквалитетно музицирање, сепак временски сме ограничени во оваа емисија за тоа, меѓутоа нема да ни избегаат квалитетите на овие задумани блузери, ајде така да ги наречеме, односно бенд кој што комбинира дезерт рок и психоделични елементи заедно со дум пристапот, така што ги слушаме Earth Omen, кои ни доаѓаат од Мелбурн, Австралија, и потоа се враќам во етер да ви говорам за ликовите, односно актерите и актерките во оваа серија. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата ТВ 103 со незиното 54-то издание, кое е четврто за третата незина сезона, посветено на ТВ серијата Squid Game. А во овој сегмент сакам да подискутирам за ликовите, односно за актерите и актерките кои што и глумат, со предходно извинување доколку скршам некое од имињата и презимињата, со оглед на тоа што корескиот јазик не ми е дефинитивно ни прв, ни втор, ни трет јазик. Ли Јунг Јае го глуми Сеунг Джихун, односно тоа е човекот со број 456. Напоменувам дека секој од учесниците во овие игри има број кој се наоѓа по кој што е идентификуван и следен од страна на фронтменот и на луѓето кои што се надаваат за тоа кој ќе ги освои парите. Односно, тоа е последниот учесник кој што е вметнат во игрите, кој што е шофер, коцкар кој што живее со неговата мајка и не може финансиски да издржи ќерката од разведениот брак, па затоа влегува во играта за да ги порамни пред се долговите, како и останатите учесници, што е еден функционален именител заради тоа што тогаш мотивацијата на учесниците во самата игра би била дополнително значителна и би биле мотивирани пред се за да се завртат еден против друг, баш поради тоа што овие средства на експедитивен начин би ги решиле сите проблеми кои што ги имаат во нивните животи. Инициран е од една игра на улица за превртување на сини и црвени пликоа, со тоа што доколку победи, нели добива финансиски средства за нив, и подоцна ќе биде регрутиран и ќе стане протагонист на серијата, кој на крајот ќе се избори нели за самата награда, што не е некое се изненадување, но по која цена е прашањето, со оглед на тоа што веќе
еднаш играта ќе се паузира, нели, по гласањето и нудењето на избор да се прекине оваа игра или не, нели, тоа е едно од правилата кои што се екзистентни, и по повторното враќање во играта се он го решава да остане до самиот крај, надмудрувајќи ги сите и пред се побивајќи си дел од тие мерила и вредности кои што самиот ги има поставено за себе, само за да може да преживее и конкретно дури во една ситуација ќе мора да го прелаже неговиот пријател, условно кажано, човекот со кој што се зближува во овој шаренолик затвор, ајде да го наречеме, заради тоа што нема бегство од него. Така што ова е еден интригантен протагонист кој што ево постојан судир со неговите убедувања, заради тоа што играта е немилосрдна. Таа бара од него да направи многу жртви, конкретно жртви во контекст на тоа што е убеден дека е правично и праведно, дали да се заштити себе си или другите, со оглед на тоа што мора, нели, да донесе некои одлуки кои секако дека се со цел да бидат елиминациони, заради тоа што не може сите да бидат добитници. Мислам, не функционира така ниту животот, ниту самата игра, и преминувајќи на една арка во која што, како и, нели, останатите неодговорни родители во оваа серија, кои што ги има во изобилие, ќе одлучи дека уништувањето на играта му е позначајно отколку враќање и рефинансирањето всушност на фамилијата која што е секундарно за него, очигледно откако ќе ги стекне средствата, што уствари говори, што всушност говори дека тој е променет. Човекот кој што гледаме, кој влегува во овие игри е со комплетно поразличен од човекот кој што излегува од нив, што е еден од квалитетите на добро напишаните ликови. Покрај него во серијата глуми Парк Хаесо, односно тој го глуми Чо Сангву, тој и го има бројот 218, шеф на тим за инвестиции во компанија за безбедност, кој е пријател од детството на Гихун, кој многу го почитува заради тоа што бил најдобар студент на генерацијата, но денес полицијата трага по него затоа што крадел пари од клиентите на самата фирма која ја прелажува. Постојано ја прелажува неговата мајка дека е успешен во странство и Гихун треба да го прикрива сето тоа кон епилогот на самата серија и да го одржи овој негов зацртан идеал на неразочарување на родителите во светот, иако има многу хуман пристап, пред се и пријателски однос кон неговата мајка. Тоа се забележува уште од првиот кадар, заради тоа што има неколку навраќања како еден своевиден лупе одењето на пазарчето каде што таа продава. Така што е интригантен односот помеѓу овие двајца, ајде да ги условно да ги наречеме поранешни пријатели, заради тоа што кога ќе бидат ставени под притисок, Чо Сангву ќе демонстрира всушност дека е бескрупулозен и е подготвен на секој подол начин да го надитри својот пријател само за да си го заштити својот грб, што всушност е една од тие карактеристики поради која што го прават да бидат никаквец и корумпиран пред се. Но сепак идеалот го врзува него дека порано биле пријатели и тој се восхитувал всушност. Гихун се восхитувал на Сангву. Покрај нив во серијата глуми и Ви Ха Јун, кој што односно актерот кој што глуми Хван Јун Хо. Тоа е полицаец кој се инфилтрира како чувар во потрага по неговиот исчезнат брат, кој се смета дека бил составен дел од претходните игри. Конкретно за овој лик не дознаваме многу за претходната приказна, што чисто ме иницира да дојдам до тоа гледиште дека можеби во наредната сезона повеќе ќе се дознае за неговиот брат, како тој има пристигнато на таа позиција на која што бил во играта. Меѓутоа, буквално го следиме неговото влегување, инфилтрирање пред се во механизмот кој што се воспоставува за едната игра, односно како тој се обидува да
замени идентитети со чуварите од една во друга соба во обид да остане незабележен. Меѓутоа, дефинитивно во ваква структура и хиерархија секој мал исчекор се следи и секоја промена од тоа што е договорено да се има под надзор и секоја должност која што е дадена и на чуварите, самиот фронтмен може да ја забележи и да интервенира, така што тој има свој убиствен поход буквално во рангот на чуварите, кои што се со геометриските символи на нивните маски, и баш поради тоа што тие се под постојано носење на маските, не може да се протне до некаде да биде незабележен, меѓутоа не може тоа да го практикува постојано, заради тоа што кога ќе се намириса дека има надвратник во гнездото, ќе мора да се интервенира. Така што тој има една собствена хајка која што се обидува да ја протне во самата истрага која што ја изведува, со оглед на тоа што неговите колеги не се ни заинтересирани да ја спроведат. Значи има една лична одмазда која што е засебна од севкупното дејствие и игрите и нема никаков допир со оваа групација на 456 мина покрај него. Во серијата имаме и неколку женски ликови, еден од нив е Јунху Јеун, која што ја глуми Канг Се Бијак. Станува збор за белка од Северна Кореја која што влегува во игрите за да плати брокер да ги пронајде незините членови од фамилијата кои се уште се наоѓаат на граница. Значи таа е можеби една од малкуте кои што несебични цели има за извојување на победа во самите игри, со оглед на тоа што сака да си го спаси своето семејство од ова беларска криза. И уште еднаш Северна Кореја фрла една вербално обвинување кон незиниот северен сосед дека таму има и тоа како проблеми за преживување надвор од самата граница на протераните. Всушност, не знаеме многу детали за Канг, односно не знаеме многу пикантерии во кој што и какви проблеми таа си имала со Северна Кореја додека била таму и зашто воопшто незиното семејство е заглавено, така што во овој контекст на бегање, така што девојката со 067 реден број има една своевидна мистерија која што ја влече со неа. Покрај неа го имаме и О Јеонг Су, кој што глуми Ох Ли Нам, кој е број 001, односно реден број 1, старец со тумор на мозокот кој преферира да ја игра играта отколку да чека да умре во надворешниот свет, човек кој добро ги знае игрите, не само заради тоа што се од негово време, туку ако некојаш сте погледнале некој филм од серијалот на Пила, лесно ќе ја дознаете и неговата функција во играта, така што тој е еден лик со габаритна носталгија која што е наметнува за самата серија и ги води во игрите со оглед на тоа што ги знае силините и како да се воспостават дури и покрај посилни надпреварувачи, односно противници за тегнењето на јажа. Мислам дека таму е најзаслужен со самите концепти. Меѓутоа, има една друга функција која што треба да ја погледнете серијата за да откриете. Хео Сунг Таe го глуми Јанг Деоксу, односно тој го има бројот 101, тоа е гангстер кој влегува во игра за да си го реши својот долг личен кој што го има воспоставено и прави фракции со подеднакви подли битија како што е и самиот Деоксу, само за да биде конкуренцијата на Гихон и да не ги заборавиме Анупам Трипати, кој што го глуми Абдул Али, 199, љубимецот на пошироките маси, односно работник од Пакистан, кој влегува во играта за да обезбеди средства за него и пред се неговата фамилија, затоа што неговиот претпоставен со месеци него плаќа. Уште еден коментар за
менаџерчињата, односно за шефчињата во Кореја кои што ги злоупотребуваат вработените, конкретно тие што доаѓаат од другите земји, не баш многу далечно и од наша перцепција гледано и од нашата држава, каде што си директоруваат со вработените како што сакаат, како им е мило и драго нашите директори, така што и ова е уште еден силен коментар баш преку овој благопријатен лик, кој што не верувам дека има злобни намери кон останатите надпреварувачи, заради тоа што е растен во една друга средина и може би не може поради тоа и да го најде своето место во капиталистичкиот свет кој што пливаат ајкули и мора да се избори против нив. И да не ја забораваме и Ким Јо Риунг, која што ја глуми Хан Мин Јео, 212 реден број, мистериозна и манипулативна жена, која што тврди дека е сиромашна самохрана мајка и се обидува да најде своја фракција каде што ќе може на пократок начин да биде и побрз начин да биде ем заштитена, ем да може да преживее. И мене ми беа најимпресивни миговите кога требаше да се донесат значителни одлуки за себе визави другите учесници на игрите, кај што се забележува човечката димензија, како една персона, например, реагира под пресија, па така и изборот дали да продолжат игрите со игрите или не, како и оформувањето на фракциите, меѓусебните измами насреде игрите, например игрите со џамли како што беше, случај ми беа највпечатливи мигови, се разбира и туркањето на конкуренцијата од подиумите што сведочеше за подлоста и свирепоста на некои битија без емпатија, кои што се прилично нарцисоидни и себични. Меѓутоа, очигледно дека таков треба да се биде во капитализмот за да се преживее, комплетно губејќи ја хуманата димензија и мерилата и вредности кои што треба да се воспостават за да не се нанесе штета на другиот и да не се прекршат основните човечки права и задолжение пред се. Богатите пред се уживаат во страдањето на сиромашните, тоа е евидентно од серијата, со оглед на тоа што нели тие се дел од VIP ложата, а парите ја содржат и потта и крвта на останатите, со тоа што после секој умре нели се зголемува салдото и сите ние трчаме да го добиеме за нас. Тешко на тој што 4000 пати му звонеле на ден, со оглед на тоа што објавуваат еден телефонски број во рамките на серијата, кој некого прилично многу го замарале на неговиот телефон, па морале од Netflix да го променат неговиот број со оглед на тоа што не можел човекот мир да најде од љубопитните луѓе кои што сакале да се јават на бројот кој се појавува во серијата и затоа се избегнува, од овие причини се избегнува да се ставаат реални и функционални броеви во серии, затоа во американските филмови гледате броеви што почнуваат со 555 и уште неколку цифри за да се испекне оваа тортура. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, во продолжение ќе ги слушнеме Onironaut, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Мадрид, од Шпанија, станува збор за еден соло проект на шпанскиот стонер бенд Freeride, еден одличен албум издадоа кој што е насловен Space Freak, кај што се забележува психоделичниот потват на музицирањето на ова на Onironaut, со тоа што е комбинација помеѓу гаражниот звук, помеѓу пост-рок, помеѓу психоделични стонер елементи, така што ќе слушнеме неколку композиции од овој албум, односно од Space Freak албумот, ги слушаме Memento Mori и Синестезија, и ако имаме време ќе ја преслушаме Black Haze, така што ве препуштам во звукот на одличниот Onironaut и потоа се враќаме да ви говорам за одредени специфики кои што се забележливи за серијата Squid Game. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 54-та издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ви говорам за Squid Game, за самиот крај на емисијата. Имам една своја практика, каде што анализирам засебни сегменти, кои врз основа на тој прашалник што го имам, се надевам дека
ќе ги исполнат одредени критериуми самите серии, со оглед на тоа што сметам дека се многу важни за истакнување за квалитетите кои што ги поседуваат. Едни од тие специфики секако дека се и најавите, кои за жал тука имаме само една титул карта со цртеж на играта која што е именувана серијата, иако јас сум поворник за тоа секогаш да има една изведена најавна шпица, односно некаква си, во најмала рака анимација која што треба да ги символизира, ако ништо друго, игрите. Поглед на режисерите, напоменавме дека Хванг Донг Хјук е комплетен автор на серијата и сценарист и режисер, кој зад себе има 4 долги филмови, од кои би го препорачал Silence од 2011 година, а покрај него ги има The Fortress, My Father и Miss Granny. Многу ми се допаѓа кога има сингуларна визија за некоја серија во која што впрегнати се меѓусебно сите епизоди и ликовите и тонот на серијата мора да биде под контрола на еден човек кој да звучи диктаторски, меѓутоа сепак ако има визија за тоа што прави, и мислам дека таа смелост која што ја имаше Хјук се исплати во оваа серија со оглед на тоа што ја имал визурата и знаел како да ги впрегне овие наративни нишки помеѓу себе. Во поглед на музиката, која за крајот на емисијата ќе ја слушнете, односно неа ја работи Юнг Јаил, тоа е композиторот на Окша и Паразит, односно Паразит на Бонг Јун Хо, кој што ја работи музиката за оваа серија. Одличен избор, еден од поомилените азиски мои композитори, кој што дури и музиката за Паразит беше составен дел од еден од изборите на Дансе Макабре за албум на годината, кај што ги интегрира корејските игриви фолк мотиви во акустичен манир, кои се пресликани во самите игри и во навраќањето на спомените на ликовите, користи ударни и жичани инструменти кои што доминираат со понекое ламентирање на синт помеѓу, исто како и во Паразит, и тука има еден широк диапазон на звуки, баш поради таа карактеристика на самиот скор е непредвидлив на Юнг Јај. Значи тој може да варира и во најтензичните и во најсамотните секвенци и да ги засили со некаков невообичаен потфат кој што нема да слушнете на ниту едно друго место, така што сметам дека Юнг Јаил е совршен избор за оваа серија, за која што ќе слушнете зошто е тоа така на крајот на емисијата. Поглед на сценографијата се истакнуваат артифицијалните сетови со најразлични пастелни интензивирани бои, да се удествуваат на некое детско игралиште надвор од игрите, нели, со се наоѓа командниот центар за надгледување, забележуваме и неколку екстериери на уличките во пазарчето, како и подземното метро. Значи најчесто тоа се локации кои доаѓаат од тој посиромашен дел на Сеул, кој што ни е прикажан не од тие облакодерите каде што доминираат и живеат богатите, туку таму каде што се ситуирани сиромашните, од каде што се посиромашното, каде што се регрутирани пред се учесниците во игрите. Поглед на фотографијата и кадрирањето, тоа значи дека масовните убиства во кадрите за време на игрите ќе бидат незаборавни и впечатливи, посебно джиновското девојче од првата игра плени, а потоа има и изобилие на ликови кои во широк план се ликвидирани, се разбира, и како се намалува нивниот број, така и има поголема игра со крупни планови, но до тогаш се запознаваме со ликовите и не ни е баш многу грижа за елиминирањето на тие стотици од нив, кои што се статисти, така што невообичајниот колорит доаѓа во преден план и ја двои оваа серија од останатите на визуелно рамниште, односно самиот начин на кадрирање во овие уникатни пред се сетинзи, без разлика што голем дел од нив се реализирани со грин скрин и вешто се изманипулирани од страна во периодот во процесот на постпродукција, се доста ефективни и ја двојат од останатата планина на ТВ серии кои што мора да ја прочешламе за да дојдеме до квалитетот, очигледно монтажата. На почетокот на серијата забележуваме поголем дел од надворешниот свет, со оглед на тоа што има склучување на играта и повторно вклучување, но како се одвива текот во наредните епизоди,
остануваме со сплетките и интригите на ликовите во игрите и тоа значи дека потребно е да се зачува динамиката помеѓу надпреварувачите, така што со самите тензични игри, нели, напнатоста е загарантирана и нема празен од во серијата, нема дебатирање дополнително за некои нишки кои што нема наративни нишки кои што нема никаква улога за текот на серијата. Има 6 игри се доволни за да има во секоја епизода по некоја од игрите, за да се монтираат заедно со тоа претходењето на игрите и последиците кои што ги имаат истите. Така што во поглед на костимографијата, за да се направи основна дистинкција помеѓу играчите и чуварите, имаме нели облеката во различна боја. Зелената е на играчите, виолетовата е на, односно се извинувам, магента е на чуварите, со тоа што фронтмен и е облечен во црно заедно со маска, а VIP гостите имаат маски во различни бои. Признавам дека не ми беа доволно експресиите на споредните, на статистите во тие 456 актери и актерки кои што ги имаме, за да ги разликувам. Тие кои што ги има само во еден или во ниту еден кадар, а чуварите со геометриските фигури на маските, нели се имаат посебна хиерархија, меѓутоа нема некаква дистинкција помеѓу нив. Верувам дека тоа ќе бидат костими кои што ќе гледаме често на Хелоуин во иднина со оглед на тоа што се прилично препознатливи. Поглед на природното го нема заради тоа што сите убиства се извршени од човечката рака. Во поглед на хуморот има во мали дози, најчесто е и силен, и повеќе соодветствува на некаков си детски подсмев, нели тоа е жртвата која што треба да се направи за да се гледа сапунестата хумореска, ајде така да ја наречеме, најслабиот елемент според мене од серијата, со оглед на тоа што возрастните ги играат детските игри и се однесуваат како деца. Значи, неизбежни се тие елементи на кей-драмата, кои не се, кој знае колку квалитетно одработени, меѓутоа тоа е еден од малкуте недостатоци кои што и поседува серијата. Ако ги преголтате тие преглумувања, ќе бидете на добар пат да уживате во серијата. Еротика има само во една сцена во која гангстерот си наоѓа спонзоруша во овој шарен олик затвор со сексуалните односи во вецето во неколку кадри, но што би се рекло ништо повеќе од тоа. Во поглед на ефектите, на моје големо задоволство, колку ги има, колку ви душа сакаат, тие 455 ликови треба некако да умрат, преполовени од истрели во играта со куклата, стрелани од чуварите доколку не ги почитуваат нели правилата или им истече времето за играње, така што сквидови има колку ви душа сака. Поглед на флешбекот има во контекст на минати одлуки кои се донесени, слоумошен има при некои истрели и решителни одлуки, но некогаш наменски беше шокантно ликвидирањето на ликовите. Сон има во неколку наврати Гихун која се буди во овој сетинг на играта. Поглед на жанрот, значи потенцирав дека ова е survival horror комбиниран со torture horror поджанрот со елементи на мелодрама и трилер, односно kill game се нарекува овој поджанр во светски рамки. Поглед на стилизираниот јазик, значи ликовите говорат на корејски, иако имаше побуни за адекватноста на преводот, тоа не би можел да дадам некакво си свое мислење и не допираше до мене премногу, но верувам дека корејците кои го читале преводот забележале неуместности, но тоа е можеби че случај на преведувачи кои што си ја знаат многу повеќе својата работа од другите. Некогаш преводот не ни менува на луѓето кои што не го разбираме јазикот на кој што се говори, се додека но не верувам дека намерата е погрешно пренесена или секако дека се уднати некои зборови, меѓутоа не верувам дека контекстот ќе се сменел од севкупната реченица или можеби некои називи на игрите не се баш најадекватно преведени, меѓутоа не верувам дека до коренито се менува значењето кое што имаат зацртано во изведбата на самата серија. Во поглед на останатите недостатоци за овој концепт можам да најдам многу малку аномалии со оглед на тоа што најмногу ме плашеше непрепознавањето на ликовите во толпата. Ако сте некој што знае како ќе заврши серијата, може се да погодите пред време. Не знам зашто воопшто преценето го изложувате на серии, вие секако сте сезнаени и би требало да се занимавате со нешто попрефинето.
така што ако само гледате кој ќе победи, заборавате да фрлите поглед на мноштвото учинители кои ја прават всушност серијата да биде тоа што е. Целта не е секогаш круцијална, туку патот до неа понекогаш знае да го промени гледачот. Тоа е поентата и на филмската уметност воопшто. Не дека јас се согласувам со сите одлуки кои се донесени, дефинитивно. Уште од мал имам сватено дека јас гледам од удобноста на мојот дом, а не со глава која што е ставена во менгеме. Значи така што одлуките под пресија во хорор филмот, конкретно мене ми имаат научено да ги ценам повеќе од останатите гледачи, затоа што ако протагонистот би постапил здраворазумно, не би се вратил никогаш во играта, но во пишувањето мораш да ги присилиш ликовите, да ги доведеш до одреден стадиум за да влезат во стапицата и кое треба само да биде убедливо, а не да биде фактички. Што значи знае да биде некогаш неубедливо, факт е тоа. Елементите на корејската сапуница уште еднаш потенцирам ги има, но тие не штетат толку на серијата. И сметам дека секоја споредба со Hunger Games, Divergent и The Maze Runner не е оправдлива. Мислам, тоа се малте фекалии на филмската индустрија и не треба да се контекстуализира тука, заради тоа што оваа серија е многу поиздржана од овие филмови. Тоа е исто како да споредувате, не знам, еден Носферату или Дракула на Брам Стокер со Twilight. Мислам, неподобно е тоа. Поглед на континуитетот на епизодите, тој е задржан заради тоа што се влегува нели од игра во игра и нема празен од. Во поглед на градењето на ликовите, во серијата се остава простор за 10 предводници, кај некој повеќе, кај некој помалку се навлегува во интимата, но тоа е значајно за да пред се за да знаеме кои се и што се, но тоа конклузијата не се одвестува како би реагирале под притисок, што всушност представува големината на самата серија. Веќе напоменав дека детски игри се контекстуализираат, кои ете, и ние имаме слични на нив како Пипнисто, Шарка или самото тегнење на јажиња е универзално препознатливо. Така што некои од нив се на широко распространените и не се исклучиво корејски. Во поглед на аналогија која што може да се повлече, Battle Royale секако дека е најеминентниот филм со кој што може да се направи паралела. Тука се и Каиджи, и Darwin's Game, и Death Parade, и Liar Game, и 13 Game of Death, односно 13 Цамаки, како беше така насловот, King's Game, Zero и како Senkin Game, така што ова се манга и аниме кои што се врзани, односно азиски филмови кои допираат до овој концепт на, како што веќе го напоменав, Kill Game под жанрот. Поглед на слични серии, мораме тука да ги напоменеме Sweet Home, која што исто така е корејски хорор потфат, Alice in Borderland, да не ја забораваме, исто така е проминентна азиска серија. И сега паралела ќе направиме со The Purge, серијата со 3%, исто така од Netflix, а од филмовите имате еден цел серијал на Пила, на Cube и на Hostel, како и целиот торчер хорор поджанр, кај што има луѓе во една локација кои што се убиваат меѓу себе во 2000-тите. Потоа го имаме As the Gods Will на Такаши Мике, кој е сличен концепт како и самата серија. Сите модерни Escape Room инкарнации, Would You Rather ќе споменеме, тука Nerve, Memories of the Alhambra, Belko Experiment, Mayhem, Circle, Funhouse, My Little Lie, Exam, Breeding Room, The Killing Room, Kill Theory, Seven Boxes, Cabin in the Woods. Значи ова се мал милион на филмови кои ги имам изгледано, кои го застапуваат овој сличен концепт на поигрување со туѓите животи, поглед на атмосферата. Таа е тензичност, гледливоста е загарантирана и убедливоста е постигната. Во поглед на епилогот, впечатливо решение претходно беше донесено со отчекувањето на смртта на старецот и помошта на скитникот на улицата, кој можеше самиот победник да го спаси за 15 минути, ама небитно. Тоа е едно од тие решенија кои што ликот ги донесува на гледачот. Крајот со занемарување на ќерката за да се врати во играта со фарбана коса, со бојата на чуварите, е во линија на неуспешните толковци кои што ги гледаме во текот на серијата и е соодветно
решен во тој контекст. Поглед на евалуацијата, од мене има високи 9 од 10, баш поради таа радикалност и смелост да се реализира нешто што ќе се издвои од останатите медиокритетни ТВ серии кои што ги гледаме баш на неколку рамништа, без разлика на тоа што аномалиите веќе неколку пати ги потенцирав. Сметам дека тие не натежнуваат за нејзино фаворизирање и ќе биде една од сериите кои што тешко ќе се заборазават во рамките на годината. У поглед на продолжение, акцентот на неспособноста на полицијата и што се крие за да фронтменот е секако евидентно, како и патиштата кои дополнително би ги истражувал самиот автор на серијата, а во светот има милион заговори за тоа како ќе тече новата сезона, а Хјук нема напишано ниту еден збор за втората сезона, значи нема ни една страница готова. А ако ја биде, а ќе ја биде со оглед на тоа Netflix како знаат да молзат мртви крави, како што е таков случајот со Stranger Things, кога ќе ја биде, ќе ја гледаме, но ако веќе предпоставувам, тогаш дефинитивно би било нешто помеѓу флешбек за првиот фронтмен и инфилтрирањето на победникот назад во ова дружина. Меѓутоа, тоа е само една safe bet, што викаат американците, односно тоа е некаква си играње на безбедно, а во овие игри нема никаква безбедност, дефинитивно. За крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции од Young Yael, односно композиторот на оваа серија, за да се слушне пред се диверзитетот, се разбира колку имаме можност со времето кое што ни е преостанато на располагање од оваа емисија. Вие го слушавте 54-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на првата сезона на Squid Game. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени.